Добро утро, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Продолжуваме со вториот дел од утринската емисија Нов ден. Моите денешни гости се господин Далибор Китановски, председател на културно-уметничко друштво Српски вест, Китановиќ се извинувам, да. Мала грешка. и Димитар Петрушевски, играорец. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Фала на поканата. Така, јас пред себе сакала да ви се заблагодарам што одговоривте позитивно на нашата покана и што прифативте да ни бидете гости. Да почнеме со тоа. Колку време постои ова културно-уметничко друштво и кој е основачот? Па вака, културно-уметничко друштво Српски вест постои од 25, мислам основано е на 25 септември 2013 година од страна на Српската заедница во Македонија, регионален одбор во Куманово. Тоа е дамнешна желба на Српскиот корпус тука во Куманово, кој работи веќе од 1991-1992 од осамостојањето на Македонија. Тоа беше желба не само на Српската заедница, но сите и по старите и по новите членови кои беа во Српската заедница. Така да, конечно, 2013 година смогнавме сили, енергија, направивме добар план и го основавме ова релативно ново културно-уметничко друштво. Така. Димитар, прашање за тебе. Колку време сте член во ова културно-уметничко друштво? Па јас сум скоро од самиот почеток, значи 3 години до сега, активно член. Така. Од каде љубовта да се вклучите во вакво нешто? Па јас појдов со цел, бидејќи чукам, викам ќе одам, викам да чукам, знаеш, но вика има веќе тапанџи, знаеш, немам играорци. Па добро, знаеш, но јас пак да чукам, да дојде да играш, нема играорци, машки ни треба. Викам да пробам, отидов проба 2-3, попив. Види дека тоа ти оди. Потоа шептање, дружба и тоа се едно со друго се поврзува. Така. Не се покаја во ниту еден момент што се одлучи за вакво нешто? Не, тоа е нешто сасвим различно. Така. Кои се целите на ова културно-уметничко друштво? Па, нашето културно-уметничко друштво има повеќе цели и се стремиме да ги оствариме еден по еден. Меѓутоа, основна и базична цел на нашето друштво е да ја сачуваме српската култура, српската традиција, српската музика, српскиот јазик, се она што нашите предци ни оставиле низ вековите наназад. Ние сме тука, значи, да ги обединиме сите срби кои што се во Куманово. Исто така и една од целите е да ја продлабочиме и уште да оствариме подобра соработка со нашиот братски народ со македонците, бидејќи во нашето друштво има и македонци и имаме и добра соработка со останатите заедници кои тука живеат, национални малцинства во Куманово. Исто така ние како друштво сакаме да го развиеме и да придонесеме за подобро културен живот во Куманово. Знаете како во Куманово баш не е толку и културниот живот на повисоко ниво. Култ Српски вест беше едно вистинско освежување во Куманово, каде што на самиот почеток беше тежок. Се разбира, беше трновит, бевме малобројни, меѓутоа сега сме, како да ви кажам, важиме за една озбилна организација, едно озбилно културно-уметничко друштво, кое членува само во Куманово, значи преку 100 играорци, кој има, значи, собствен оркестар, кој има собствени простории, така да мислам дека сме озбилна организација во Куманово. Така. Колку време е потребно за да се совлада, да се научи една таа комплетна кореографија? Па се зависи од желбата на играорецот, дали сака да научи побрзо или некој доаѓа само да си го губи времето, некој да му пројде, некој да не учи дома. Ако навистина сакаш да играш и ако се потрудиш, не е проблем и за месец дена да научиш една нова кореографија. Како например ние. Значи за месец дена научивме 3 нови кореографии
кои бевме во Београд на обука, јас, уште двајца колеги, Милена и Дачо, Даниел. Значи бевме во Београд на обука за една недела, таму се вративме тука со 3 нови кореографии. Научивме мала група, средња група и голема група. Игри из околине Србија, за мала група игри из околине Нишаве, средња група и шопски игри за голема, нашиот прв ансамбл. Значи, ако сакаме да научиме, можеме да научиме тоа и за месец ден. Така, каков е вашиот репертоар? Нашиот репертоар, тоа би сакал Далибор да го каже. Така, ајде. Па добро, вака, значи ние морам да напоменам, постоиме 3 години. Така. За 3 години успеавме да направиме многу. Успеавме првин да сушиеме носи. Сега ќе имаме 4 пара носи. За 3 години 4 пара носи, тоа не е мала работа, тоа е скапа работа, тоа е тешка работа, значи имаме носи за нашата основна кореографија. Прва што ја спремивме, тоа се игри од Шумадија, од Централна Србија, значи игри од Шумадија. Потоа спремивме кореографија која е лична карта на Српски вест, тоа е Кумановската игра, игра од Кумановско поле, каде што имаме исто така своја носија, комплетна носија, машки и женска. Понатаму, последните 2 години работиме на кореографијата од Косовски крај, игри од Косово и игри од Пчинскиот крај. Значи, од Пчинскиот крај сега направивме нови носи, делимично нови носи, игри од Пчиња се изворно нарекуваат. И на крајот ова година, прв пат, мислам сега на годишниот концерт кој го имаме во сабота, ќе ја промовираме нашите последни најнови носи, тоа се шопските носи, сочиени во нашиот огранок во Старо Нагоричане, и ќе презентираме нашата најнова кореографија, што ја кажа Димитар, игра од шопскиот крај. Бидејќи ние вложуваме, реков на самиот почеток, сакаме да вложуваме во млади луѓе, сакаме и во сите сфери на културата да ги едуцираме и да ги подобриме, затоа и го осмисливме нашето културно-уметничко друштво, бидејќи ние крајна цел на нашето друштво е да направиме од Српска вест една права вистинска српска културна институција во Куманово, каде што ќе членуваат и македонци, мислам ние соработуваме со нашите браќа македонци, тоа не е проблем, бидејќи ако смеам да кажам, ова година конечно се осамосталивме, добивме сопствени простори, бидејќи ако сакате да функционирате и да градите некоја иднина, мора да имате простор каде што ќе се едуцираат децата, каде што ќе се дружат, каде што ќе учат нови кореографии, каде што ќе напредуваат. Така да од март оваа година во Центарот за култура Трајко Прокопиев, он е подрумскиот дел каде што беше томбала поранешна и бинго, таму сме сместени. Така да таму се спремаме и таму имаме секој дневни сега проби, да. Да напоменам дека нашиот долгогодишен пријател кој ни помогна во развојот на Српски вест е нашиот кореограф Маријан Бошковски. Тој сега работи со нашиот огранок во Старо Нагоричовне. Ова година од септември, значи сакавме да поставиме 3 нови кореографии. Димитар каже дека ние како институција на србите во Куманово имаме одлична соработка со културно-уметничко друштво и во Србија и во Македонија. Една од подобрата соработка што имаме е културно-уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Белград. Со нив подпишуваме меморандум за соработка 2015 година, значи повеќе од година и пол сме со нив на една многу високо скалена соработка. Таму пративме, како што каже Димитар, значи тројца наши играорци кои сватија научија 3 кореографии за малата, за средната, за наголемата група, ги успеавме сега да ги презентираме на годишниот концерт во сабота. Така. Каква е всушност структуралната формација на културно-уметничко друштво Српски вест? Па вака, нашето културно-уметничко друштво има собствен извршен одбор. Тука членува 13 како управен одбор 13 членови кои ги донесуваат сите главни одлуки. Тука имаме и постари луѓе кои се во извршен одбор, кои се биле во српската заедница, кои се во суштини основачи на културно-уметничко друштво, значи тој извршен одбор. Исто така председател, тоа сум јас. Тоа е управниот дел од друштвото. Сега
Самата институција Српски вес внатре е поделена во неколку секции. Првата е фолклорната, она најбројната и најбитната, може да кажам, секција, каде што броиме само буквално преку 110 членови. Имаме своја пејачка секција, имаме свој оркестар. Пејачката секција ни сочинуваат четворица. Сакам да ги поздравам и тоа се солисти, наши солисти кои работат со нашиот уметнички директор на друштвото, господин Горан Зафировиќ. Тоа се Гордана Кузмановска, Дејан Петковски, Сладјан Петрушевски и сега имаме нов солист кој ќе го промовираме во сабота, Јована Спасиќ. А што не се до оркестар, имаме оркестар, обимен оркестар некаде 9-10 млади луѓе. Имаме еден тапан, имаме гајда, имаме 3 кларинета, имаме гитара, имаме 3 хармоники. Така да сето тоа се мали млади луѓе кои се растат и се едуцират заедно со културно-уметничкото друштво. Така. Го напоменавте огранокот во општината Старо Нагоречане. Со партнерството со оваа општина, вие добивте проект од страна на Советот на Европа. Колку члена број овој огранок и што е новината од овој проект? Па вака, ние можеби сме не единствено меѓу од ретките друштва кои имаат свој огранок. Ние имаме, значи, како што кажа, огранок во Старо Нагоричане, тоест општина каде што е дел од населението се срби. Успеавме заедно во партнерство и добра соработка со општината, добивме проект од Совет на Европа. Проектот во суштина е зачување на човековите права и промоција на малцинствата во Југоисточна Европа, така гласи проектот. А во самата општина основната цел беше преку култура да го подобриме социјалниот живот, култура и фолклора да го подобриме социјалниот живот во Старо Нагоричане. Знаете како Старо Нагоричане е малце порурална средина и недостасува вакви работи, така да успеавме таму да направиме огранок и да го покренеме тамошното население. Во самиот огранок имаме преку 50 членови. Исто така Маријан Бошковски рекол дека таму работи кореографот. Успеавме да отвориме и собствена работилница, тоа е многу интересно. Работилница за изработка на народни носи сувенири. Преку проектот успеавме да најдеме 4 жени кои добива известен хонорар и беа едуцирани од страна на магистра за модерно ткање од Врање. Донесовме експерт за тоа, Миодрак, да го поздравам прилика, Миодрак Анđелковиć, кој успеа да ги едуцира жените и тие сами изработивме преку 60 народни носи во општина Старо Нагоречане. Така, одлично. Димитар, каде се имате настапувано досега? Тешко да се каже многу нива. Па сме биле во Србија, во Гамзиград, во Ниш, во Нови Сад, во Сурдулица и уште тука низ Македонија што имаме идено во Кучевиште горе. Значи има многу, веќе почнам да забравам каде се сме биле. Значи толку само сликите настануваат спомени кога ќе видиш сликата кажеш еј да бевме ваму, бевме таму и тогаш почнам да доаѓаат тие слики во глава што сме правеле, како сме правеле. Какви домакини се нашите соседи? Нашите соседи, тоа се прекрасни луѓе, значи немам зборови за нив. Поздрав до Кут Бранко Радиќевиќ, значи ние кога бевме таму не пречека со сето срце, значи гостопримливост, муабет, има некои луѓе, знаеш, не може да те прифатат одма. Ке те гледат како странка, ти си од Македонија, на страна ништо. Но овие се осеќавме како дом. Така. Дали стекнувате нови пријателства? Тоа да, значи каде и да одиме, со некога мора да се запознаеш утре и кога отидеш таму, значи имаш на кого да се јавиш, каде да отидеш, исто и кога ќе дојдат кај нас, секој се добри дојдени. Така. Дали би напоменале уште некои други проекти овака што ви оставиле силен впечаток кои што ги имате изреализирано досега? Па, ја морам да искористам прилика за заблагодарам и на Министерството за култура на Република Македонија, на Министерството за култура на Република Србија и на Министерството за надворешни работи на Република Србија, односно Управата за соработка со диаспората и србите во регионот. Благодарение на нив, значи успеавме да ги изработиме овие носи.
успеавме да организираме 3 концерти, успеавме да го препатуваме да патуваме низ регионот, значи бевме во Република Српска, во Босна, Димитар заборави во Романија. Да. Така да заедно со нив успеавме неколку проекти да реализираме. Културно-уметничко друштво Српска е една успешна приказна која има своја едина, бидејќи има многу членови. Секој ден се запишуваат. Интересно е тоа што во блиската иднина и што кажа за проекти, спремаме еден проект за проширување на делатноста, на работата на Српски вес, сакаме да отвориме на драмска секција, значи работиме на проект и на малку потешко е проектот за основање на хор. Така. Меѓутоа имаме план, имаме проект, така да се надам дека во 2017 година ќе го реализираме. Тоа веќе ќе биде изреализирано. Јас би сакала во текот на овој наш разговор да ставиме посебен акцент на тоа да го најавиме вашиот годишен концерт, кој, како што рековме, ќе се одржи во сабота во 19 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Како течат подготовките? Остана уште 3 дена, 2 дена. Полека привршуваме. Добро одат подготовките. Немаме за сега некој голем проблем. Морам да кажам дека не сум изненаден, али делимично. Картите се скоро распродадени, раздадени. Има уште нешто. Имаме богата програма ова година. Значи ова година е трет годишен концерт. Јас морам да кажам, тоа секогаш го велам и од секогаш и за секогаш ќе кажам во било која прилика. И овој концерт ќе го посветиме на првиот претседател и основач на ова културно-уметничко друштво, тоа е Горан Стојковиќ, кој на жалост несреќно го загубивме и јас склоп на околности морав да дојдам на негово место. Значи овој концерт ќе го посветиме на Горан Стојковиќ. Што се однесува до репертоарот, реков дека имаме богата програма, специјални гостини се Бранко Радичевиќ, тоа е културно-уметничко друштво старо 95 години, едно од можеби првите 3-4 друштва во Србија, да, кои ќе се представат со 2 своји кореографии. Тука ќе имаме настап на сите наши вокални солисти, ги напоменав пред малку. Ќе ги представиме и 3 нови кореографии кои ги спремија нашите играорци, нашите идни кореографи благодарение на професионалците од Бранко Радичевиќ. Тука се нашите најмали, средни, тука нашиот прв ансамбл. Ќе имате прилика да го погледнете, кој се спрема интензивно, верувајте ми, тоа е деноноќно вежбање. Мислам заблагодарувам за што се редовни, што имаат желја, имаат волја да го прикажат она што го знаат, да за кратко време да научат една многу озбилна кореографија како што шопски игри за самото затварање. И тука ќе се представи нашиот огранок во Старо Нагоричане, од Старо Нагоричане со своите неколку кореографии. И самото отварање ќе биде, ќе го напоменам, имаме еден најмал член кој мислам дека е 3-4 одделение, Александар Николиќ, здравичар, тој ќе ни каже здравица на самото отварање на концертот кој предвиден да трае околу 90 минути. Сега само да се надополнам, значи ние како друштво за 3 години успеавме да стекнеме многу пријатели тука во Македонија, во Србија, во Босна, во Српска, во Република Српска. Ова година ќе ни бидат, освен што ќе бидат од Бранко Радичевиќ, имаме гости од Ниш, од Удружение Балкан ќе ни биде Академско културно-уметничко друштво Севдах, Градско културно-уметничко друштво Севдах од Врање, кои ни беа претходна година специјални гости. Тука е се културно-уметничко друштво Соко од Бојановац. Ќе ни бидат гости од познатото културно-уметничко друштво во Кочарацин од Скопје, културно-уметничко друштво Гоце Марковски од Долно Лисич, Скопско. Тука ќе ни бидат нашите гости од Велес, Вила Зора. Исто така ќе бидат зазвинам нашите пријатели од Куманос, разбира нашиот пријател Маријан Бошковски Срма. Тука се и Панче Пешев, кумановските друштва. Ние сакаме да остваруваме соработки со нив, да се дружиме, ние работиме на иста приказка, во иста сфера сме, така да соработуваме со нив многу добро. Така, по ово што го напоменавте, не се сомневаме дека имате одлична соработка и со нив. Так. Димитар, колку време се подготвувавте за овој концерт?
Не пол месец, да кажем. Може би месец некој. Почнавме од септември, сега е 29 си доаѓа, ние се спремаме, значи тоа се биле секој ден проби. Ако е една проба еден час, ние ќе ставиме час типу некојаш 2 остануваме, порано доаѓаме на проби. Колку кореографии ќе има вашето друштво? Нашето друштво, големата група прв ансамбл ќе изеде 2 кореографии, тоа се пчински игри, шопска тројка и шопски. Тоа е заедно. Малата група, реков, игри из Србија и средна група игри из околине Нишеве. Така. И Стара Нагоричани. Да, и Стара Нагоричани со своите кореографии. Вистинска сензација е тоа што картите се распродадени. Уште Јас би ги повикал граѓаните. Значи ние ќе се потрудиме да ги собереме сите. така. Дали вршите упис на нови членови? Да напоменеме тоа за нашите гледачи. Па да, значи секоја година вршиме уписи. Уписите се најчесто од 1 септември до крајот на септември, до октомври. Меѓутоа, ви реков дека сме и ново друштво и сакаме да се шириме, сакаме да Дали постои растеме. точно одредена возраст од која што може да почнат да се занимаваат со ова? Па знаете како, ние практикуваме од 6-7 години, веќе имаме, значи такви игрорчиња мали. Од 7 години па нагоре, најстариот игрорец ние до 30 нешто, 30 години. Така. Им помагате ли на тие деца? Со нив е најинтересно. Тие се најмали. Мора секој си со нив. Прво ги учиме кој е лева, кој е десна нога, например. Има некои не знаат. Значи, Да, како го совладуваат сето тоа? се учат, мали се, секој ден проби и со тек на време почнат да разбираат. Значи, Така, Тоа за не многу е малку време сте успеале многу, тоа е за секоја пофалба. Ние бидејќи медиумски секогаш сме тука да пропратиме такви настани и овој секако дека ќе биде пропратен. И што друго можам да ви кажам освен да ви посакам среќа во овој ваш годишен концерт и желба да имате уште многу успешни концерти во иднина. Ви благодарам на искрените честитки на поканата и се гледаме на 29 во сабота. Така, ви благодарам и вас што Благодарам ни и бевте гости, ни беше чест и задоволство. Благодарам. Вие, драги гледачи, останете со нас, бидејќи по кратка музичка пауза се враќаме повторно во студиото и продолжуваме со уште една тема за разговор. Еве сме повторно назад, се јавуваме од студиото на К3 и продолжуваме понатаму. Мојот следен гостин е Никола Пировиќ, подпредседател на Унија на млади сили од Куманово. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Така. Никола, вие, како што напоменав, сте подпредседател на Унијата на млади сили. Колку време сте член? Член на ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили сум од мај 2011 година. Така. Што ве потикна да се вклучите во една таква организација? ФУМС е едно огромно семејство на млади луѓе во кои што секој млад човек може да си го најде своето место и да го најде она што го исполнува таму. Како што споменав, значи едно огромно семејство во кој има многу дружење, многу пријателства. Така. Така натаму. Какви беа вашите први почетоци со ораторство? Моите први почетоци со ораторство се карактеризира со учество во литературни секции и во литературно читање уште во основното училиште. Морам да напоменам и да во оваа прилика да истакнам посебна благодарност до веќе починатата моја прва менторка Виолета Деур, кој што жал веќе не е со нас, значи првите почетоци беа со една извонредна жена, страшен интелектуалец, кој што беше иницијатор на тоа да почнам да се бавам со литературно читање воопшто и говорење. Подоцна се карактеризираше со моје почнување да пишувам проза и поезија и еве, денеска стасавме да почнем да се баваме со ораторство и да имаме прво место награда на Така. ораторска вечер. Дали се сеќавате од колку години почнавте да пишувате? Од кога проникна таа желба? Па мислам дека некаде 14-15 години, значи пред почнување со средношколската возраст. Така. Што е она што ве потикна да продолжите понатаму? Дали бележевте некоја успешна награда, некое признание за вашето дело? Па конкретно не, значи претежно се надпреварував на општинските надпревари и на надпревари се појавив на ораторски вечери во организација на Унијата на млади сили и во Куманово и на централно ниво. Така, на колку ораторски настани имате земено учество? На ораторски настани мислам дека се вкупно 4. Тоа беше првата беше минатата година ораторската вечер во Куманово, која што требаше да биде
едно надпреварување со кое што првите места ќе требаше да одат на финалната вечер во Битола. На таа освои второ место подоцна на иницијатива на Централното раководство на Унијата на млади сили, вторите места зема учество, така да бев на втората ораторска вечер, практично ми беше учеството на главната финална вечер во Битола во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Третата ораторска вечер беше кога одбележувавме 9 мај, жал денот за прерано починатите бранители во Куманово, и е сега четврта, осмата поред ораторска вечер Петар Попарсов во Велес. Така. Кажете ми, што мислите дека беше пресудно за да вие бидете потпредседател на Унијата на млади сили? Пресудно. Пресудно затоа што, како што реков, обично во секоја работа што навлегувам, така беше исто и со политичкиот ангажман. Во секоја работа влегувам со многу љубов, многу труд и многу посветеност. Така да претпоставам дека тоа беше и резултатот кој што станав потпредседател на Унијата на млади сили. Така, она што вредно работевте. Која е целта на вклученоста во ораторство? Вклученоста во ораторство ја символизира една страна на луѓето кои што им дава слобода. Значи ни дава слобода нешто што можеме да го правиме надвор од работните обврски, надвор од сите оние ангажмани кои што ги имаме. Сите оние грчеви кои што ги чувствуваме и не би можеле да се искажеме преку пишаниот збор или преку кажаниот збор, можеме многу добро да ги истакнеме. Така да најголемиот мотив и потик што се бавам со ораторство е токму тоа, можноста за слободно искажување на она што го чувствуваш длабоко во себе. Така, а дали пишувате? Да. Колку често? Па во последно време за жал поретко поради ангажманите и со факултетот и со работата и со функцијата потпредседател на МСЖ. Поретко, меѓутоа секогаш кога имам можност за тоа да го направам, обично седнам. На што се најчесто темели вашиот говор кога го спремате? Па претежно сите мои пишувања и говори се претежно на темата на патриотизмот и на темата на љубовта кон татковината. Така, во секоја смисла на зборот, претпоставувам. Веќе споменавте за освоено прво место на осмата ораторска вечер Петар Попарсов. Тоа е оваа пофалница која што ја добивте. Значи на 24.10.2016 година во Велес се одржа осма поред ораторска вечер. Петар Попарсов во организација на Унија на млади сили од Велес и вие освоивте прво место. Ова е благодарница. Дали ќе ни кажете нешто повеќе за овој настан? Значи на 24-ти, како што веќе напоменавте, во Велес се одржа осмата предтрадиционална ораторска вечер во организација на Унијата на млади сили Општински комитет Велес. Посебен поздрав и благодарности до нив за поканата. Значи на самата ораторска вечер учество зема можеби символично 8 оратори. Имавме настап, меѓу кои јас имав прилика да бидам четврти, поред да настапувам и на моја среќа и на огромна радост и за мене и за нашиот општински комитет како Унија на млади сили да освоиме, да се закитиме со прво место, да добиеме наградата. Ние го имаме прилогот, па би сакала да го погледнеме за да вака лично им го и представиме на нашите гледачи за што всушност вие говоревте. Да погледнеме. Племето наше е пире и не го ништи ни една војска. Ама ти колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева, напишал Петре М. Андреевски во својата книга Пире. Може би токму овој цитат најдобро ја опишува карактерната особина на македонците. Многумина се обидувале низ вековите зад нас да не ни чкосаат, да не распарчат и да не погребаат. Но не успеале во нивната намера, само поради тоа што пред сите нас секогаш стоела иста желба, иста цел и единствен сон. Сон за самостојна, суверена и независна Македонија. Денес, по навршување на 25 години од остварување на сонот на нашите предци, денес ние младите сме повторно сведоци на историски најлошата карактерна особина на македонскиот народ. Сведоци сме на кодошлук, самопродавање на честа и поколенијата своји од страна на одредени луѓе. За жал, наши луѓе. Луѓе македонци,
кои тие како и другите се пире и никако не успеваме да ги искорениме од менталитетот на македонецот. Повторно македонецот на македонецот, брат на брата си, син на татка си е најголем непријател. Па заре малку беше, браќа? Заре малку крв пролеавме? Заре малку наши гробови ископавме? Малку ли куќи запустивме и мајки в црнина забивме? Малку ли беше тоа што со векови гиневме за туѓи интереси? Малку ли е што толку многу чекавме да го живееме она за што другите гинеле? Зарем тронка свест не остана, дека освен оваа земја, друга немаме? Па постојано ли мора другите да ни кажуваат кои сме и што сме во собствената ни куќа? Велам доста е. Време е да се свестиме, да ги кренеме главите, да го кренеме гласот против оние кои не ни оставаат спокој. Да не им дозволиме да го изгубиме она за што нашите прадедовци гинеа, а за што нашите учители биле прогонувани, затворани и стрелани. Само ние можеме да застанеме над меѓите на татковината и да ги одбраниме своите домови, честа и македонштината. Никој друг не исака добро на Македонија освен самите ние. Затоа мораме да останеме доследни на идеалите, да го сочуваме она што сме го наследиле за идните поколенија, да ја градиме Македонија како што сакаме ние, а не некој трет. И како што во една прилика Јане Сандански рекол, ќе цитирам: ние треба да работиме на сознанието кај македонските маси, дека се тие самостоен народ и дека имаат право на слободен живот, дека самите треба да се борат за извојување на својата слобода без да се подпираат на туѓа помош, затоа што тие што ќе дојдат да не ослободат, ќе дојдат сушност да не поробат. Пред нас стои предизвикот на нашите предци. Дали ќе ја сочуваме татковината или ќе им дозволиме на поединците заради нивни лични интереси да ја продадат и да ја уништат. Јас знам и верувам дека ниту еден од нас нема да им го дозволи тоа на подошите. Долга е раката и секој ќе си го добие заслуженото. Сега не е време на војни со куршуми и востанија, туку борба на мисли и политички одлуки. Нашата самосвест, политичка зрелост или незрелост ќе бидат печатот кој ќе го оставиме во историјата како македонци. А судот на нашите идни поколенија ќе ни биде најголема казна или најголем подвиг на нашето време. Затоа не смееме да подклекнеме пред наострените заби на зверовите здадени кон нас. Не смееме да ја виткаме кичмата пред предизвиците. Мораме да останеме доследни на нашите предци, да застанеме рамо до рамо еден до друг и рака под рака фатени еден со друг, за да го одбраниме нашиот заеднички сон. Сонот за самостојна, независна Македонија на македонците. Благодарам. Тоа беше тој говор за кој што зборувавме. Јас сум сигурна дека и кај нашите гледачи овој говор предизвика овација. А ретроспектива на сето она што го кажавте. Патриот во секоја смисла на зборот. Но да слушнеме дали сонот за самостојна, суверена и независна Македонија го сонуваат младите луѓе. Колку се сонува тој сон? Па, за жал, не толку застапено и гласно меѓу младите луѓе, меѓутоа јас сум длабоко убеден во себе и верувам дека во секој од нас се крием барем онаа тронка искра на патриотизам и национализам која што носи секој од нас. Так. И дека секој млад човек си ја сака својата држава и без разлика на се, сметам дека младите луѓе се доста патриотски настроени и се едни огромни патриоти, горди македонци. Така. Можете да вброите некои членови тука, значи и во потесниот и во поширокиот круг дека се повеќе се инволвираат во вакви организации? Па така е, значи унијата на млади сили е местото каде што се собираат младите луѓе, како што споменав на почетокот, е огромно големо семејство на млади луѓе. Од година во година, од месец во месец се шириме и се зголемуваме, така да се поголем е бројот на луѓето кои што членуваат во унијата на млади сили и во оние
делови на Унијата на млади сили, како што се комисиите, каде што може да земат директно учество во сферата во која што тие се директно заинтересирани да бидат дел од таа сфера. Така. Што и да прашам, верувам дека несомнено тука некаде одговорот ќе биде што е она што ви потикнува за да напишете еден ваков говор, од каде црпете енергија за да створите вакво нешто. Има многу луѓе кои што верувам дека сега пред малите екрани сето ова што го слушнале сакале самите да го кажат, но не можат да се искажат токму на таков начин. Што е она што ве држи? Па, пред се да ме потикна за еден ваков говор, ситуацијата во која што се доведе Република Македонија за жал, од страна на други одредени политички субјекти. Сето она што длабоко го чувствувах, што рековте, секој граѓанин, потиснатоста од преголемиот притисок во кој што не вторна политиката, значи излезе на површина во овој говор и еве, за среќа ние освоивме прво место и за среќа на 11 декември завршува целиот притисок кој што е наметнат врз народот. Така. Вие како еден млад, успешен човек, што мислите за иднината на нашата земја? Па, се надевам дека не очекува светла иднина и подобри денови пред се за младите луѓе и за луѓето кои што се тука во Македонија. Така. Ви благодарам многу што ни бевте гостин. Тука некаде би бил и крајот на нашата денешна емисија. Ви благодарам и во името на гледачите за еден ваков патриотски говор што одржавте и се надевам дека и во иднина ќе слушаме уште многу вакви говори и дека ќе добивате уште многу благодарници и поголеми успеси. Ви благодарам на поканата, беше огромна чест да се гостува во К3 телевизија. Така. И вам ви благодарам, драги гледачи, што не следевте. Искрено се надевам дека уживавте. Обработивме 2 теми за разговор, кои што беа од различни сфери за човекот и за општеството. Имајте убав ден и останете со програмата на К3 телевизија.